Мојот колега Дејан Андоновиќ, тоа значи дека ќе разговараме за меѓународните теми. Дејане, имаме 5-6 минути, што е она што го што го преокупира вниманието во светот на меѓународната политика? Првин добро утро. Има многу теми во светот, светот си се движи, има секакви случувања од регионални до светски, но ми се чини дека една од темите која сега можеме да кажеме актуелна се средбата Путин и Ердоган, која покажува дека нема вечни пријатели и непријатели, туку има само вечни интереси. Имено една од причините за нивната средба е тоа како они да ги надминат оние несогласувања кои се случуваат во Сирија. Во Сирија имено после Афганистан и останатите работи како да се во јавноста да се смирија информациите дека во Сирија нешто се случува, нели, таму имаше војна, па настапи мир и тоа е тоа. Меѓутоа во Сирија има нови насилства, во Сирија има нови судири и тоа токму судири помеѓу овие двајца пријатели. Едните се сириските трупи на Башар ал-Асад поддржани од Москва, другите се бунтовниците кои се поддржани од Турција. Сега Путин и Ердоган треба како големи пријатели да видат што е тоа, како да ги надминат тие несогласувања, бидејќи таму бесна е буквално војна, па затоа и реков во почетокот нема вечни пријатели, непријатели, има само вечни интереси. Турскиот интерес е не само затоа што се соседи на Сирија, па е важно што се случува таму, туку милиони луѓе токму преку турско-сириската граница поминаа на Турција, таму има големи кампови. Камп од 3 милиони бегалци. Тоа е неверојатно, тоа е колку една и пол Македонија. Да, кој е потенцијална опасност за нов миграцијски бран и кој е добра преговарачка позиција на Ердоган кога треба да разговара со европјаните. Да, само да кажам за оние кои што веројатно не може тоа да го визуализираат и така, тоа се огромни населби во кои што се разбира Турција мора, зашто добива и меѓународна помош, Европската унија. Но вели дека е недоволна. Веројатно е недоволна, затоа што мора да воспостави сите системи кои што се неопходни за толку голем, огромен број, значи здравство, образование на деца, храна, вода, канализација, хигиена, можете да замислите. Ние расправаме за локални избори за градчиња од по 5000-10.000 луѓе. А не 3 милиони. Па се расправаме за пречистителни станици, можете да Ако се земе во предвид дека и ова што се случи во Афганистан ќе биде дополнителен миграцијски бран, само ги зголемува овие преговори, но Путин и Ердоган разговара и околу таа набавка спора на руското оружје, бидејќи ќе подсетам, Турција е земја членка на НАТО, па оттаму НАТО земјите пред САД не гледаат баш многу благонаклонно на овој пријателска релација меѓу Многу е Москва и Анкара. контроверзна позицијата на Турција, таа е многу деликатна, се разбира. Контроверзна, деликатна, но важна и за двата блока. Да, па бидејќи она регионален, дури толку е регионална сила што почнува да прераснува полека и во глобална, бидејќи Ердоган има такви амбиции. Добро, за да биде глобална сила треба уште многу. Велам у тој дел од светот. Ама факт е дека Турција набави некои од најсензитивните антиракетни и ракетни системи кои што ги произведува Русија. Проблемот не е само да ги набавиш, туку потоа е проблемот и да ги леташ, да ги гаѓаш, да ги одржуваш. Сето тоа бара. Но гледај иронијата што е. Токму тоа оружје што го набавуваат од русите, потоа Турција им помага на оние трупи во Сирија да ги напаѓаат руско-сириските. Па тоа е истата иронија со која американците останија тони и тони оружје оставија во Афганистан, кое што сега се користи против нивните интереси. И тоа што е последно што ќе се префрлиме од Сирија во Афганистан е таа афера вчера, бидејќи и талибанците откријат 4 или 5 складови на муниција, оружје и воена опрема со воени делови сокриени на неколку локации во Афганистан. Се смета дека тие се упоришта на евентуалното враќање на американските трупи, антитерористички трупи во Афганистан. Значи тие имале план, се наведува во извештаите на Конгресот и на американските медиуми, дека војската на САД по она хаотично повлекување, следната стратегија е да се врати во Афганистан за да не носи крупни оние опреми, да има таму делови, муниција и оружје да може да прави антитерористички акции против Ал-Каида и интервенции. Вчера тоа талибанците го открија. Дејане, ние мораме од Афганистан и од Сирија да се преселиме во Кочани.